Политичката па и економска криза, поскапата струја, поскапите производи, поскапување на скоро се, сиромаштијата. Ова се главните предизвици кои ги оставаме во 2021 година. Гостин во ова издание на Вестите е бизнисменот Гуран Рафаеловски. Рафаеловски, добре дојдовте. Добро ве најдов. 2021 година ја оставаме со еден куп предизвици, како што споменав, поскапување на скоро се. Како што велите, ако се суди гласот на бизнисот, 2022 година очекуваме да има подобрување. Како ја оценувате изминатава 2021 година? Немањето консензус за двете главни прашања во нашата земја, во Македонија. Значи, немањето консензус за надворешната политика и како ќе се води истата, туку се води на ниво и на грб на една политичка провиненција и стално другата е против истото и не сака да се случи. И немањето комплетна економска стратегија доведоа да имаме огромно иселување не само на млади, туку и на возрастни веќе луѓе од Македонија, што значи намалување на човечкиот потенцијал и капитал, создавање на чувство на безизлезност и апатија, и во такви услови вие не ни можете да очекувате некоја сериозна економија. Можеме да се лажеме дека некој ќе создаде сериозна економија со чувство на апатија, кое што сериозно веќе помеѓу луѓето се повеќе и повеќе се шири. Ние за оваа економска криза комплетно влеговме неподготвени и неспремни. Влезе и светот неподготвен, ама во меѓувреме ги свати грешките па се поправи. Економската криза, економските проблеми секако дека настануваат поради политичките, за жал, неубави работи во нашава земја. Ако новата влада, ова нова 2022 година, не создаде функционално собрание, кое ќе носи закони, кое ќе изгласува закони, некако мислам дека повторно би се создала апатија во бизнисот и стопанството повторно ќе трпи големи удари. Апатијата веќе ја има. Ќе продолжи и ќе оди на појако или на посилно, како сакате да ви кажам. Значи, јас од формирање на нашата држава немам видено собрание што помалку работи. Нешто не работи на дневна основа, туку и на квартална потешко работи. Сметате дека имаме најмрзливо собрание досега? Сметам дека имаме најнефункционално собрание досега. А дали се мрзливи заради тоа што се нефункционално, веројатно мрзата ги префатила. Не може да не ве префати кога не работите и сега најдаш може да се спрегнете. Не можете да работите. Сте изгубиле работната навика, а нашите пратеници одамна ја изгубија работната навика. Индустријата ни е зафатена. Домаќинствата и индустријата со струјата ни е зафатена. Ние немаме газ како алтернатива. Ние го зборуваме газ и ништо од газот. Се уште ништо. Значи со години зборуваме. Значи газот веќе стана приказна иста како што е и приказната со железничката пруга до Бугарија. Капацитетот што си го намаливме низ годините заради постојата политичка борба, несоздавање на стабилно општествено уредување и економско уредување, апатијата веќе многу удира на сите порти и нормално на бизнисот, и бизнисот страда од истиот. Страда многу. Струјата ќе се почувствува генерално под джебот на сите, меѓутоа колку државата можеше да направи повеќе за да се ублажи ова поскапување и секако да не страда и онака до осиромашениот граѓанин? Значи, тоталната несериозност на неправање на ремонти на блоковите и некупување на нов багер за ископ на руда не доведе до оваа ситуација да сме толку многу зависни од купување на струја. И да немаме јаглен и да одиме да се молиме сега за јаглен во Косово, кој што исто така би сакал да прашам како ќе го донесат до Битола. Стварно би ме интересирало да прашам како ќе го донесат пошто до Битола. Тие најавуваат 800-900 илјади тони, тоа не е мало количество кое може да се превезе. Ако не дај Боже им падне на памет со камиони, ние ќе останеме без патишта. А второ, баш би сакал да видам како ќе се качуваат на плетвар полни камиони со руда. Вајда некој размисли за тоа? Значи не, да размисли леки имаше руда веќе донесено. Значи не размислил никој. Значи купи ден
продај ден, ние го викаме тоа. Тоа е од денес за утре. Тотално несериозност. Тотална. Ние немаме багер веќе 2 години. Копаат со обични багери. Значи се знае како изгледа рударски багер. Поголем од цело ваше студио. Значи сериозно поголем. И тој копа има можност за копење. Ние 2 години немаме багер. Се попави, пропадна под вакво и немаме багер. Вие да немате багер во рудник, како сакате да вадите руда? Со кашика? Ајде да не ангажираат сите и со кашичиња за сладолед да им вадиме руда. Бидејќи се несериозни и не признаваат дека не се сериозни. Признава дека опремата, апаратурата им е малку застарена, меѓутоа функционирала што некако правеа за да досега, се... зашто не купат? Тоа никој не го кажа досега. Прашање, што правеа досега, зашто не објавија дека немаме? Значи, не, тотално се несериозни. И ние купуваме струја во моменти кога имаме пикови до 350, 380 евра. За мегават час, За тоа е мегават прем час. тој до 10 пати повеќе, апсолутно. А досега по 60 евра се купувало. Значи, 40, 50, 60 евра се купувало, 40 во главном, 35-40, а сега купуваме за 200. Замислите каква разлика и кое осиромашување на државата и правите, бидејќи вие не сте направиле потек навремен. Значи, каква штета правите? Кој ќе одговара за таа штета? Тоа е второто прашање. Ама ова е стратегија која ние ја немаме со години. Карајки се еден со друг, ние се доведовме во ситуација и она што го имаме да не ни функционира. Буџетот за 2022 година досега е историски најтежок и тежи 4,4 милиарди евра. Власта вели дека овој бил најразвоен досега, опозицијата вели дека сето тоа ќе се работи недомаќински. Ќе има ли доволно пари за граѓаните, еве конкретно, бидејќи цело време слушаме дека нешто недостасува? Ама луѓе, не е буџетот за граѓани. Значи буџетот да функционира државата и апаратот на државата. Проблем е што нашиот буџет за да ги покрие давачките, нашиот буџет мора да го покрива пензиско осигурување, бидејќи не е доволно за да се исплатат пензија на 330.000 пензионери, не. Иако е мала, не е доволно, значи она што се уплаќа во моментот не е доволно и не е остварливо од уплатените пари да издадете пензија. Бидејќи просто, ако имаме 650.000 вработени и 330.000 пензионери, колкави плати треба да имаат вработените за да пензионерите го добијат она што сега го добиле? Пута 4, значи невозможно. Значи тоа е невозможно. Значи покриваме тоа. Покриваме администрација која стварно не знам, просто ќе почнеме и на нога да ја буткаме за да влезе во рамката. Во рамката и постојано ќе имаме нови рамковни или нови вакви, значи чудо. Кога ви е држава најголем работодавач, за каков бизнес зборуваме? Наместо на државата да зависи од бизнисот, државата го направи бизнисот зависен од незе. И вие очекувате економија, значи, тогаш немате ни добра држава, ни добар бизнис. А кај нас, баш тоа се случува со години. Комплетната инертност, затворање во партиските кругови, мислењето дека од мојата партија произлегува најголемата сила на Македонија, дека ние сме тие што ќе реформираме. Се што е претходно направено да се сруши. Ние колку бизнисмени имаме од создавање до сега да се во константа? Колку ќе наброите? 2, 3? Луѓе, тоа е страшно за 30 години, вие да изгубите 1000 луѓе поред. Губењето на луѓе е еден од клучните проблеми барем за изминатава 2021 година е тоа што Македонија се соочува со недостаток на работници. Немаме градежна механизација, немаме луѓе, немаме плочкари, немаме молери. Сите тие луѓе се заминати надвор од Македонија. А згора на се, да биде проблемот уште поголем, земјава дури увезува работна сила од Србија, па и од Турција. Вистина е тоа. Бизнисот мора да се снајде, не смее да стои. Значи не можете да најдете плочкар, не можете да најдете дрејар, не можете да најдете некој што работи со дрво, столар и така натам. На крајот, ходите, гледате што има слободно на пазарот, го плаќате така и го носите. Или треба клуч да ставите. Што е подобро, да ставите клуч или да донесете? Мора да се донесе. Ако донесете,
ќе ставите некој профит во државата. Да, нема да останат платите во државата, бидејќи некој ќе ги зема, а придонесите ќе останат. Ќе остане данокот кој е платен за вако. Или тотално неработење, не останува ништо, нема ни придонеси, нема ни даноци, ништо нема. Значи, подобро е да работите. И бизнисот се снаоѓа. Значи, ние стварно имаме проблем. Пред самиот крај, 2022 година ќе биде ли подобро? Очекувате ли? Срекна нова година прво на сите, еве вака прв имам шанса да им честитам, подобра да помине пандемијава, да речеме барем до првата половина годината и веќе да не се занимаваме со незе. Си посакувам себе се и на сите вас да имаме многу посериозни политички раководства кои ќе се грижат за нашата земја и кои ќе ни извадат од ситуацијата во која што веќе сами себе си ја направивме и се наоѓаме повеќе од 10 години. Ви благодарам за одвоеното време и среќни празници уште еднаш. Благодарам и на вас и среќни празници и на вас и на сите.